Драги сограѓани, почитувана јавност. Пратеничката група на Левица денес ќе ја поднесе декларацијата за признавање на Палестина во Собранието на Република Македонија. Со оваа декларација уште еднаш изразуваме поддршка за правото на палестинскиот народ на самоопределување, како основно човеково право загарантирано со меѓународното право и принцип водилка за сите народи кои се борат за својата слобода и независност. Палестинскиот народ со децении е жртва на ционистичкиот режим, кој спроведува систематски колониализам и етничко чистење. Признавањето на независноста на Палестина е важен чекор кон исправање на историските неправди нанесени врз овој народ. Политиките кои ционистичкиот режим ги спроведува врз палестинците не се ништо помалку од апартхеид. Систематската гетоизација и конфискација на земјиштата на палестинците се само дел од дејствијата кои ја продлабочуваат окупацијата. Во овие мигови се случува и геноцид врз палестинскиот народ во Газа. Незамисливо насилство, лишување од основните услови за живот, бомбардирање на домови, убивање на цивили вклучувајќи деца, се јасни докази за воени злосторства и злосторства против човештвото. Меѓународната заедница мора да преземе действија за да ги спречи овие варварски дела и да обезбеди правда за палестинците. Со оваа декларација Македонија ќе се приклучи на светското движење за признавање на палестинската независност. Имаме примери од регионот како Словенија, но имаме примери од континентот како Шпанија, Малта и така натаму. Исто така се повикуваме и на југословенската дипломатска традиција и движењето на неврзаните. Признавањето на Палестина не е само чин на меѓународна солидарност, туку и морална обврска на секоја држава која се залага за мир и правда. Окупацијата и ционистичките политики се форма на неоколониализам кој ги загрозува сите напори за мир во регионот и светот. Мирот не може да се постигне се додека постојат окупацијски сили и додека се негираат правата на еден цел народ. Историска задача е спротивствувањето на апартхеидски и колонизаторски апетити. Се надеваме дека оваа декларација ќе се прифати во Собранието и дека ќе испратиме силна порака до светот. Македонија стои на страната на правдата, на страната на слободата и на правото на самоопределување на сите угнетени народи. Во оваа прилика сакам да го искористам времето со медиумите во име на Левица и во мое име и во својство на председател на групата за соработка помеѓу парламентите на Република Македонија и Босна и Херцеговина јавно да повика македонската влада да испрати помош во настраданите подрачја од оваа земја. Ви благодарам. Дали имате прашање? Ако може на прашање надвор од темата, председателот на Социјалдемократскиот сојуз Филип Че инициираше свикување на така наречена затворена седница по однос на европските прашања на земјата. Дали за вас ваков предлог е прифатлив? Првично мора да се напомене дека низ европските извештаи владењето на СДСМ во последните 7 години е карактеризирано како стагнациско време, како дури време на уназадување на позициите на Македонија во поглед на интеграцијата на Европската унија. Владата на СДС има пропуштена неверојатна прилика што се однесува до тие интеграции, затоа што ја имаа поддршката на меѓународната заедница, но нашата импотентна дипломатија водена од СДС и ДУИ ни ги даде овие резултати. Затоа, нашата порака е СДСМ да се уозбили и да ја следи опозицијската битка која Левица ја води против ВМРО ДПМН во ова собрание, а не да ја замајува јавноста со некои затворени седници. Доста е на јавноста од затворени седници, од приказни за Европскиот сон и за Европската унија. Потребно е да се спротивставиме на регресивните политики на владата на ВМРО ДПМН знам и вреди, кои ги удираат работниците, кои удираат по стандардот на животот на граѓаните, а не да му даваме прилика на новој опозицијски лидер за некои вакви гимнастики. Ви благодарам многу.